Тетово се модернизира, но полека останува без својата традиционална архитектура. На местото на старите градби никнуваат нови и модерни. Горниот дел на градот, кој е препознатлив по старата архитектура, полека го губи ликот. Се уште има заштитени куќи кои ја чуваат историјата и традицијата, но и тие се оставени на забот на времето. Стариот дел на Тетово секоја година се повеќе го губи автентичниот лик. Старите и препознатливи градби пропаѓаат. Калдрмата е речиси целосно уништена. Жителите од овој дел се согласни дека локалните власти конечно треба повеќе да се ангажираат и да вложуваат во најстарото градско јадро. Веќе подолго време властите немаат никаква стратегија како да се заштитат бројните обележја и репрезентативни споменици. Жителите жалат што се вложува и уредува само во долниот дел на Тетово, а стариот е заборавен. Бараат поголема грижа за историското минато на градот. Водоводот не е. Вода немаме. Канализација е катастрофа. Улици е катастрофа. Еве гледате. Ова 5 години 10 нема узрено никој ништо. Никој ништо нема узрено овде. Тоа е жив срам, жива срамота. Никој нешто не земне да се превземе за фасадите. Се рушува куќа рушена готово да отпадне више. Се фалја ѓубриво во куќата, се растуруе, се клада пенџери. Све се растурени. Треба се преправи куќа да се направи нов лик на куќата како што било порано. Кој ќе пројде овде шик порано било Тетово како најубав град било. Би требало да остане и автентично и за самиот град многу зависи. Да се реновира, да се остави куќи стари, кај што ги памтимо стариве куќе, какви што биле и какви што, а што се продава овдека више. Тем све нови фасади има направено. Рушени куќи. Со добра стратегија, бројните обележја, традиционалната архитектура и историското богатство можат да бидат одлична понуда и за развој на туризмот во Тетово, но со својата незаинтересираност властите покажаат и не сакаат или не умеат да печелат од овој туристички потенцијал.